Добро дојдовте назад во студиото на Алфа телевизија. Со мене во студиото е Тодор Трајковски, раководител на програмата за графички дизајн на Универзитетот Хајделберг Скопје. Имам честа да му посакам добро утро секој утро. Добро утро. Добро ве најдов. Добро утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Благодарам и во нивно име. Ајде да почнеме од почеток. Што е тоа графички дизајн? Графички дизајн не постои нека конкретна дефиниција, али како што кажува самиот збор, се состои од два дела, графика и дизајн. Графиката ја сочинуваат тие линии, тука со линиите може све да се направи. Иначе генерално линии, форми, објекти, фонтови и бои све тоа. Целото тоа кога ќе се склопи во еден дизајн, се добива тој вториот дел од зборот графички дизајн, односно дизајнот. Тука е креативноста веќе. Тука да. Колку кој може да се одрази во својата креативност. Да, така и го поставивме, така и ја поставивме денешната тема како креативност на денешнината, но самиот графички дизајн како графички дизајн не е само на денешнината, тоа е практично колку што видов се пренесува од историјата па наваму, нели? Па се пренесува веројатно од камено доба, имате оние слики на хироглифи на камењата па до денеска нормално. А нема некој почеток или крај, да речеме. Можда некогаш било во 60-те години графички дизајн се користел за принт, па некое време кога принтот почна да паѓа малце, кога се појавија телевизиите, посебно онлайн медиумите кога се појавија, дури ние дизајнерите се уплашивме дали ќе останеме без работа. Затоа се појави тука веб дизајнот, се појават апликации и сепак мора да све да има дизајн, све околу нас студио мора некој да земе да го издизајнира. Токму така. Позадинава. Токму така. Кои се гранките на графичкиот дизајн? Ајде да споменеме потоа во кои индустрии се применува, каде е баран? Да. Па како што кажав, прво е принт индустријата и нашата школа основите ги става на тоа, на принт индустријата прво. Значи тука имаме опаковки за производи, книги, весници, брошури, флаери. А потоа одиме онлайн. Секоја веб страна треба да се издизајнира, треба да се направи да изгледа тоа убаво. И све што е онлайн, мислам, освен веб страните и апликациите за телефони. Значи сето тоа оди преку графичкиот дизајн. Мора преку графички дизајнер да така, есенцијален е. Нешто споменавме и за елементите и самите принципи нели на дизајнот. Во однос на алатки кои се користат, нели, сите имаат различни алатки што им требаат, мислам сите сегменти имаат различни алатки кои се потребни. Највпечатлив и она што јавноста навистина го знае, малку да се позафркаваме, е Adobe Photoshop, тоа е она во кој сите мислат дека се мастери, ама ретко кој знае што прави, ајде така. Photoshopот е многу комплексна алатка, многу голема и со неј започнуваме и со неј во Photoshopот може буквално од секаков дизајн да се направи. Зашто и да посакате, може во Photoshop. Сад не можам да кажам дека е проблем тоа, кај Photoshopот тој прави едни големи датотеки. Ако направиме некој голем билборд или веб страна со повише подстрани, тоа ќе тежи многу. Photoshopот секоја точка ја запишува како пиксел и ја снима на хард дискот, да речеме, и затоа прави големи датотеки. Затоа втора опција која изучуваме е Adobe Illustratorот. Таму више има друга филозофија на самиот програм работи другачие и многу полесно и побрзо се работи. Секој поискусен дизајнер работи во Photoshop, а дизајните ги завршува во InDesign. Мада повторам, све може да се направи во Photoshop. И зезање и сериозна работа. Така. Дали постојат некои други важни алатки што сакаме да ги? Па поред илустраторот, во илустраторот може да се работат логоа, да речеме од буквално од милиметар на милиметар до 50 метри до 50 на 50 метри, без тоа да зафати многу простор на вашиот хард диск. Може веб страни да се прават, може принт кутии, да речеме, билборди, флаери. Третата алатка која ни доаѓа поред во нашата академија е InDesignот. Таа е специјализирана за правење на книги, весници, магазини, такви работи. Исто многу комплексна работа. Тие што сакаат да се запишат, треба да знаат дека треба да бидат упорни. Да не се откажуваат брзо, све се учи, све може да се научи.
Така, ништо не е недостижно, но Ништо се не е бара достижно, посвета. Да, нормално. За самата академија да споменеме за Институтот Хайделберг Скопје, тука зборуваме за германски принципи на едукација. Точно. Хайделберг Скопје е основан од АБИТ, Академија за банкарство и информатичка технологија, која постои више 6 години и функционира на тој принцип на повише пракса од теорија. И ние во Академијата за графички дизајн почнуваме со теорија, но се трудиме многу повише пракса да имаме, пошто преку праксата се учи. Овој принцип на школување бил во 70-тите воведен во Германија и покажал многу добри резултати. Во екс-Југославија исто. Ја памтам дека идев на пракса мислам еднаш неделно. Моите деца кои се родени после 90-та година немаат такво нешто. Тоа се укина кај нас, а во Германија имаме многу добро се покажа таа програма. Самиот систем, поставеноста на системот ги влече напред, нели, преку практичниот дел да се усовршува. Да, теоријата и праксата се во тешка корелација, ќе кажам така, особено за вакви работи. Во однос на беше во студиото кај нас Савица Поптонева за дигиталниот маркетинг. Да, ние во академијата имаме 4 делови, да речеме. Имаме графички дизајн, дигитален маркетинг, веб дизајн и изработка на апликации, full stack дизајнер, да речеме, програмер. Но ние сите сме поврзани едни со други. Јас одам кај Савица Поптонева да држам предавање за Photoshop, она доаѓа кај мене, моите дизајнери ги учи некои основи на социјален маркетинг, пошто утре кој ќе искочи од кај нас дизајнерот, треба да биде спремен да се разбира и во принт, и во веб, и во дел од социјалните мрежи, да речеме, дигиталниот маркетинг, да знае каква припрема треба да испреми на колешката која ќе ги води социјалните медиуми, да речеме. Тука е значи практично новитетот, дека тие четири елементи се помешани, поврзани, односно лошо се изразив, не помешани, поврзани, каде што се учат основите, секоја од групите ги учи основите. Кога почнуваат уписите? Уписите се започнати, имаме доста голем интерес и ја као дизајнер више 30 години, мене ми е оваа професија многу интересна и многу ми се допаѓа ова што го работев последните години. Креативно, да. Така. Во однос на другите сектори, знам дека постои филтрирање на кандидатите, дали е истото и во се трудиме помалце да го направиме тоа филтрирање, но зависи од луѓето кои се запишуваат. Ако имаат желба и можности, тука сме ние да им помогнеме, да дадеме све од себе, да ги научиме све што треба. Да подсетиме само дека, како што и сами вие напоменавте, дека потребна е работа, потребно е посветување. Потребно е посветување, да. Например, за Photoshop алатката, некој просек минимум е 2 години работа за да се научи убаво Photoshop. Не може да вие да седнете сега за 30 часа да го научите Photoshopот. Можда нешто ќе научите основи, но сепак времето е битно, така да некои 2 години е минимум потребно. За убаво да се научи, да се владе. Да. Исто и со илустраторот, со индизајнот, не кажав преска, после Adobe пакетот содржи десетина програми кои се изучуваат. Ние ќе продолжиме после индизајнот, продолжуваме со Adobe Premiere и Adobe After Effects. Тие се програми за видео едитинг, монтажа на филмови и ефекти, After Effects. Така да, кога ќе влезе кај нас, ќе го ставиме у машина, али ќе го обучиме убаво да знае све од почеток до крај. Нема да ги оставиме да искочат, да не знаат нешто. Да, не смееме такво нешто. А какво е во однос на графичкиот дизајн, време траењето и начинот на обуката, што добиваат, кажавме што добиваат кандидатите, меѓутоа еве како титула, како звање? Добиваат звање сертифициран графички дизајнер. Нашата диплома важи во цела Европа, а академијата трае 9 месеци, околу 450 часа е тоа. Како оди тоа неделно? Неделно по 12 часа имаме. Сад имаме паузи, нели, па имаме испити, на 3 нивоа е поделена, имаме 3 испити.
И само да споменеме кога почнува обуката. Сега сме во еден период кај што во тек ни е обука која почна во октомври, а сега во април ќе почне вториот дел, па ќе трае до јуни, во септември ќе продолжиме со новата генерација. Со новата генерација, така да се надеваме дека целава ситуација со коронавирусот нема да влие и Да, не сакам да размислувам на тоа.